Денешната пресконференција на СЈО е без никакви аргументи, без никакви, ама баш никакви основи, ниту презентирани документи. Нивната цел е во соработка со СДСМ е да влијаат на изборите, но граѓаните на Република Македонија тоа ќе го препознаат и ќе дадат силна поддршка на ВМРО-ДПМН. СДСМ и СЈО и во иднина очекуваме да продолжат со оваа хајка на членовите на ВМРО-ДПМН. Во однос на темата на денешната пресконференција на СЈО, сакам да истакнам неколку аргументи кои беа презентирани од СЈО, а воопшто не се вистините. Имено, комисијата која се формира во Министерството за транспорт и врски за спроведување на постапка за отуѓување на градежно земјиште, го има истото направено согласно закон. Договорот воопшто го нема раскинато Министерството за транспорт и врски, согласно грешките на комисијата, туку тоа го има направено, туку тоа се има случено врз база на одлука на Уставен суд, а Уставниот суд утврдил дека има грешка во постапка од страна на општината Сопиште, односно Советот, а сакам да потсетам дека раководител, односно градоначалник во општина Сопиште во тоа време бил кадар на СДСМ. Значи, договорот е поништен или раскинат врз база на одлуката на Уставен суд. Потоа, Министерството за транспорт и врски воопшто нема склучено спогодба како тоа што беше презентирано на самата пресконференција. Имено, склучена е судска спогодба од страна на Државното правобранителство, која судска спогодба содржи решение дека средствата треба да се исплатат. Значи, Министерство за транспорт и врски ниту има склучена спогодба, ниту пак средствата само инициативно ги има префрлено, туку исклучиво е почитувана судската одлука. Така да ова беше еден политички прес, се со цел да се влијае на изборите кои престојат на 11 декември. Ние очекуваме и во иднина дека СЈО ќе продолжи со вакви активности во соработка со СДСМ, но граѓаните тоа го препознаваат и ние за тоа очекуваме голема поддршка од граѓаните на Република Македонија на 11 декември.